Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. И денеска се очекува невреме. На удар ќе биде и Пелагонија. Од Дирекцијата за заштита и спасување апелираат граѓаните да бидат особено внимателни и да избегнуваат престој на отворено. Прилеп 2 дена донира флаширана вода за помош на гостиварчани. В петок вечер на староградска музика во Цепенков, звуците на градот. Пријавите за физичко насилство доминираат во полицискиот билтен. Солиден успех на најмладиот учесник прилепското момче Марко Митанов на Европското првенство во билјард. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во овие денови кога жителите на Гостивар се соочуваат со последиците од неисправната вода за пиење, Прилеп ја покажува својата хуманост и солидарност. Пунктот во организација на општина Прилеп за донирање и помош на жителите од Гостивар е поставен до камената бина на плоштадот Александрија. Граѓаните, институциите и издруженијата ќе можат да донираат вода заклучно со денеска до вечерните часови. Секое донирано шише вода е значајна помош и директна поддршка за семејствата од Гостивар. Да покажеме дека Прилеп знае да подаде рака кога е најпотребно и дека заедно можеме да помогнеме таму каде што помошта е најнеопходна. Постраотното невреме кое вчера попладне остави пустош низ Скопје и во други градови во Македонија, метеоролозите предупредуваат дека кон Македонија се движи нов нестабилен фронт. Управата за хидрометеоролошки работи издаде предупредување за нови поројни дождови и грмежи, како и за опасност од град. Невремето кое што поминува преку Црна Гора во текот на денот, доцна попладнево ќе ги зафати Албанија и Косово, а се движи и кон Македонија. Од Дирекцијата за заштита и спасување апелираат граѓаните да бидат особено внимателни, да избегнуваат престојно отворено за време на невремето, да не се засолнуваат подосамени дрвја, да ги заштитат возилата доколку е можно и да ги следат известувањата од надлежните институции. Институциите ги повикуваат граѓаните да не ги блокираат одводните канали и сливници, да ги отстранат предметите од тераси и дворови кои можат да бидат однесени од невремето и да пријавуваат опасни ситуации на бројот 112. Општинскиот штаб за заштита и спасување Прилеп апелира до граѓаните навремено да преземат превентивни мерки за заштита на својата безбедност и имот и за време на невремето да избегнуваат движење и задржување под дрвја, рекламни паноа, електрични столбови и други објекти кои може да бидат оштетени од силниот ветер. Звуците на градот вечер на староградска музика ќе се одржи в петок на 24 јули од 19 часот во големата сала од Центарот за култура Марко Цепенков. Тоа ќе биде уште една убава вечер на староградска музика што ја организира Марко Цепенков и која повеќе години предизвикува интерес кај граѓаните. На вечерта ќе се представат групи кои ја негуваат староградската музика. Своите достигнувања преку песната ќе ги пренесат пеачката група Орхидеја, културно-уметничките друштва Преродба 24, Сдруженијето на пензионери Крушево, Октет Прилеп, културно-уметничкото друштво Пензионер и Пере Тошев. Македонските јуниори прикажа одлична борбеност и остварија неколку забележителни победи на Европското првенство во билјард во подчетвртек во Словенија. Македонскиот тим направи одличен спој и успеа да стигне меѓу најдобрите 8 селекции во Европа. Најсвежиот и најголемиот успех на македонскиот тим е пласманот во четвртфиналето во тимска конкуренција. Прилепското момче Марко Митанов, кој настапи за U17 во помладата категорија како најмлад учесник на надпреварот со само 11 години, оствари солидни резултати во сите три категории.
Европското првенство во билјард за млади се одржа од 13 до 21 јули во Подчетвртек, Словенија. Ова е историско 45-то издание на шампионатот, организирано од Европската билјард федерација, на кој учествуваа рекорден број од 178 млади спортисти од цела Европа. Од полициската хроника 2 пријави за физичко насилство и за предизвикување на пожар. На 22 јули во 4 часот и 20 минути во ОВР Прилеп, Ађ 23 годишен Прилеп пријавил дека на улица Кузман Јосифовски во Прилеп бил физички нападнат од 3 лица. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. На 21 јули во 18 часот и 30 минути во ОВР Крушево, 52 годишник од Крушево пријавил дека во обложувалница во Крушево бил физички нападнат од неговиот брат ПБ. На 21 јули во 20 часот и 40 минути од село Чепигово Прилепско, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода ГЦ 52 годишен од село Чепигово поради сомнение дека предизвикал пожар на отворено, при што изгорела сува трева на поголема површина. По документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска променлива облачност со сончеви периоди, ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен, а долж поврдарието повремено засилен ветер од северен правец со повеќе од 60 км на час. Во западните делови ќе дува слаб до умерен, повремено засилен западен ветер. Во Прилеп променлива облачност со сончеви периоди. Во делови од Пелагонија во попладневните часови и вечерва ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. До петок, под влијание на серија влажни и нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно и наместа нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме, проследено со силен ветер и изолирана појава на град. Во петок ќе има пообилни врнежи од дожд. Поради продор на постудена воздушна маса од север, температурата значително ќе се намали. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. 2026.